Со 30 пукани куршуми започна жетвата на оризот во Кочанско. Традиционално прво се жнееше во Чешиново. Со два ловечки плотуна, со ловечко урудие, ние почуваме жетвата во Чешиново. Жетвата почна, ама на овие првите сорти. Иначе оно другото ќе чека уште 20 дена, најмалку. Сепак, првите ожнеани количини не навестуваат дека жетвата и на другите површини под ориз ќе започне навреме. Поради сидбата обавезна и плюс сега поради дождовите што се обавезна ќе имаме одовекување на и пролонгирање на жетвата. 100% во ништо не е сигурно. Ете, гледам сабале магла, дождове најавот, не време. Тоа стагнира, стоја. Ладни се ноќите, магла на сабале. Ово се на Господ оставам. Токму поради ова, кочанските оризопроизводители трета година поред очекуваат лоши приноси. Слаби, со оглед на сидбата што беше доста у вода и со оглед на глувците штета што направија, страшна штета имаме по полето. Да не речам помалку од преполовина. Слаби. Зошто? Па касно се сејани и не може да фани ги тоа сланата и не бива. Не може да узреат. Иако лоша, оваа година сепак е година на искуство, кога е во прашање изборот на новите турски сорти. Со пролетната сидба, со поплавите што ги имаме, исто и сега се покажа дека тие семења се многу постабилно од нашите, дека треба во иднина да се мисли само на промена и на исклучиво на нов дел од семењата, нашите више застарени семења. Инаку годинава во Штипско, Кочанско и Виничко ќе се жнее на околу 4500 хектари. Лани од нив се добиени 17.500 тони арпа, односно 12.200 тони бел ориз. Поради лошите климатски услови, годинава 35% од нивите во регионот останаа непосејани.